Представници од Министерството за животна средина и просторно планирање, градоначалникот на општина Кочани, представници на Фармахем, Македонското еколошко друштво, представници од Швајцарската агенција за развој и соработка, како и локални раководители на јавни предпријатија, денеска во туристичкиот инфоцентар на Поникво, Осоговските планини, го одбележаа денот на мрежата на Натура 2000 подрачја во Европа. На присутните им се обрати тим лидерот на програмата за зачувување на природата Маријана Шушлевска, а потоа за значењето на Натура 2000 мрежата за заштита и зачувување на природата на национално и европско ниво, зборуваше Каја Шукова, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање и претседател на управниот одбор на програмата за зачувување на природата. За денот 21 мај, кој што е денот на живеалиштата, согласно ЕУ директивата за живеалишта, а се во интерес на воспоставување на мрежата Натура 2000. Заедно продолжуваме во овој процес, не само општината и Министерството, туку и сите заинтересирани страни, сите оние кои што ја сакаат природата и се дел од процесот за исполнување на сите одредби од Законот за природа и се она што ние како држава го согласивме со Европската Унија и понатаму ќе продолжиме да го спроведуваме како процес. Градоначалникот на општина Кочани Љупче Папазов го истакна значењето на одбележувањето на овој ден од аспект на создавање нови вредности според европските стандарди во делот на заштита и зачувување на природата. И сакам да го изразам своето задоволство што општина Кочани е домакин на централниот настан на мрежата Натура 2000 за оваа година и имаме можност да ги гостиме на инфоцентарот кој е финансиран од програмата за зачувување на животната средина од Швајцарската агенција за соработка и развој. Ке се обидеме да ги презентираме постигнатите резултати во реализацијата на проектите и да ги афирмираме вредностите на Осоговието како заштитено подрачје. Задоволство е значи да се ужива во еден ваков настан денес на овој простор и се надеваме дека ќе имаме успешна соработка во иднина. Досега во Република Македонија се идентификувани 12 на потенцијални Натура 2000 подрачја, кои зафаќаат околу 4,5% од територијата на државата. Заради богатиот биодиверзитет во нашата земја, нивниот број и површина ќе бидат далеку поголеми, истакна извршната директорка на МЕД Робертина Брајановска. На настанот се обрати и помошник директорот на јавното предпријатие Национални шуми Маре Басова, тело за управување на заштитениот предел Осоговски планини, која укажа дека според расположливите податоци на Осоговските планини се среќаваат околу 185 меѓународно значајни видови според светската црвена листа на загрозени видови или според директивите на Европската Унија за птици и живеалишта, Бернската и Бонската конвенција, а 10 видови се осоговски ендемити, односно видови кои единствено живеат на Осоговските планини. Дел од овие значајни видови може да послужат за идентификување и воспоставување на Натура 2000 подрачја, што е од големо значење за јавното предпријатие Национални шуми како управувач со Осоговските планини и од друга страна ќе биде важно за исполнување на дел од условите за интеграција на Република Македонија во Европската Унија. Во рамки на настанот беше отворена изложба на фотографии со тематика од Осоговските и Малешевските планини од Овчеполието, а беше организирана посета на локалитетот Панаѓур.